Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер во уште едно издание на утринското еспресо на добро познатата фреквенција 98,1 и нормално сите вие кои не следите во живо на Facebook или малку подоцна на YouTube. Ово утро имаме важна тема со добри гости. На темата добар ко домаќин и добар гостин. Подоцна, јас сум ко пилот бе, како гостин. Ко дома. Па ти уствари си домашно животно секој петок се вади. Секој петок, да, ко домаќин е Агим Јонус и имаме добар гостин. Тоа е Рубин Земон, партијата ПОЕН, која на последните избори беше во коалицијата на СДСМ. Добро утро за Рубин. Добро утро. Добро ве најдов. Добро утро, народе, драги душа напатена. Сега толку напатен. Ние све се жалиме, се напатени. Не за жалење, ме сме заплачени, што какво жали. Не сме заплачени, за тугување. Агим, ти у низок старт чекај го одговорот на гостинот. Добро. Значи, прво прашање ќе му поставиме и да на му кажам зуби одма. И одма ти удирај готово. Аргументирано. Сега ќе видим. А колку секунди имам да зборам? Колку сакаш? Нема колку, толку колку ти даеме. Се дури зависи сега колку си интересен, ако не си интересен, може и за те. Мене стално ме критикуваат, вика, оној Ѓурчевски ми беше гостин, вика зашо го прекинуваш? Па тој ако не го прекинувам 7 дена. Не, знаеш да видиш кој Васко Ефтов понекогаш и бетер од него. Сум работел со него сега, тоа нешто. Сум наследил. И тоа добар тандем. Сум наследил, да, Рубин знае. Рубин, вчера Македонија одделена во преговорите завчера. Албанија ќе почне преговори, нас не тргна од пакетот. Продолжи, нема. И ние треба да ги продолжиме. Да, но ќе продолжи, ние извадени сме од пакетот со Албанија. Како го толкуваш ова? Веќе одма дефетизам на социјалните мрежи, путу Европа, Балашевиќ се цитира, опозицијата ја критикува власта дека не заглавила. Како го коментираш ти се ова? Од власта ја критикуваат еу дека не е фер ова што ни го прави Бугарија. Па ја почнем од крајот, значи, нека не е фер, се знаат од почеток кој е нашата домашна задача што треба да исполним. Не ја исполнивме домашната задача и нема тука лютиш. Албанија си ги исполнува домашните задачи. Тоа што и беше последната пречка го ослободија началникот на Химара, кога беше во затвор пред неколку месеци. Ете ги задоволија, може би тој постаде, не кажем, од тие устои за да продолжат. Иако јас мислам лично дека Албанија, иако ќе почне преговорите, дори сега ќе види големи предизвици, каде што ние може би сме малку понапред кога имавме тој висок, како се каже, преговори на високо ниво. Може ние требаше Љупчо Ѓоргиевски да го затвориме, па неговото ослободување да ни беше услов за ЕУ и да го ослободиме, не знам. Велики беше интересно, затоа што он час е македонец, час е бугарин. Зависи кој ден ќе го затвориме. Зависи према потреба. Што е негово право. Да. Идентитетот е... И требаше уште два тројца да обесиме на сред площад, али нема везе. Кој, например, тројца? Па сега да не спомнувам. Кој тие што става сопки, ставаат 10 души стопки, и колку политичари играат двојна улога, бе? Не, колку политичари имаат двојно државјанство или тројно, и тоа е прашање исто. Сега, кога самите не знаеме да го извадиме тоа на виделина, онда никој не ни е крив. Колку по професија мега патриоти македонски имаат двојно државјанство? Не ги знам, ама... Да простите вака чајски речено, кој кого е бил мозак? Имаше на листа што објави тоа, кој Каракачанов го објави на листа кога беше 3 години. Нема. Ама знаете, сега Аги мора да бидеме искрени, сега албанците во Македонија ќе имаат избор за втор пасош. Исто како не, сега ќе биде вие нас ќе намолите, не ние вас. Вие ќе барате рамковен се. Не. Види, сега ќе ви ги вратиме сите стари ергени кои земаа сопруги од Албанија. Да бе, имаше сега скоро не спомна на Фейсбук, али тоа е вистина, пази, да се купува невести од Албанија. Сега ние ќе плаќаме да бидеме домазети. Да, апсолутно. Тоа е реално пазарот. Тоа е живот тркалоје. Ај плюс и тие што више тука ќе ви ги вратиме ергените назад. Знаеш што е најсмешно, кога ќе влезе Албанија у Европа,
пола македонци што не земале бугарски пасош, ке земат албански пасош. И шта радимо сад? И кој е што е на крај? Кој е македонец, кој е албанец, кој е бугарин? Дел од нас имаме потекло и од Корча, од... И сето тоа можевме да го решиме уште од 90-та Елбасан. година да биде се едно кој е што. Не си направивме граѓанска држава, си направивме една калакурница огромна и сега ни е крив Цацко или ни е крив оној бугаринот. Никој не е крив сами. Не сме ние граѓанска држава. Ти мене ми забележуваш што неколку пати у емисијата спомнувам и навредувам, имало чак и реакции, што викам дека сме стока. Ние не сме стока, бе, стока е префинjena ствар, ние сме бетер од стока. Добро, Ние по уставот сме граѓанска се согласуваш со ова на Рубин дека ние, за разлика од Албанија, едноставно не сме исполниле домашната задача, тоа е бугарите да бидат во уставот. Не И сега само тоа е бугари. тоа. Чета е судова и таква Само каква што е. дозволете малку. Значи, ако се чита документите на Европскиот совет, не се пишува дека бугарите само, него пишува дека треба да исполнат условите околу почитување на малцинските права на сите заедници и недискриминација, треба да направиме еден акционен план за сите заедници, запира како што се бугари. Не се слагам, бе, Рубинчо. Нема што пишува, што се Абе, сакаме, абе. тоа пишува документа. Така што не се само бугарите. Значи, ја пак ќе кажам, ние Хрватска е многу покултурна, може би Мицко ќе се не каже, кај тамо сепак го боцнаш, не е само бугарите, имаме и Хрвати у држава, имаме египчани, имаме значи, уште работа. Словенците, Хрватите, муслиманите со тоа беа муслимани, сега се бошњаците, црногорците, србите, ние доаѓаме за една земја каде што сите овие беа Добро, Рубин. Ај конститутивни кажи ми народи. една земја И стегнатите права ние не ги почитуваме. Ај кажи ми една земја на Балканот во која ти ќе студираш без пари, доколку си припадник на малцинството, освен Македонија. Имаш. Чекај, бе, не е само тоа. Дај да бидеме реални, Имаш бе, и во луѓе. Црна Гора, имаш и во Косово, имаш и во Луѓе, Србија. све е ова бош Како муабет што нема, го правите. нема. Апсолутен бош муабет. Ова нас не, слушај, нас не слуша аудиториум, ќе има реакции на ова што го Ајде, збориме. слободно. Кажите ми вие за да не испадне ја албанец испаѓам поголем македонец или патриота од било кој друг, меѓутоа дај да ја збориме вистината. Вистината го вели следново. Следново е или Македонија на сите се им даде или кој на светов. Сите имаат своји телевизии, своји новини, своји медиуми, свое право на изразување, свое право на мислење. Или кај нас е една обшта палета на се и се што или каде на светов. Целата консеквенца е етноцентристичката политика. Двете најголеми албански партии, двете најголемите македонски партии и фанфалала бизнисот измеѓу. Бизнисот заеба све, не заеба политиката, а консеквентно заеба и политиката. Што значи? Значи, кога зборуваме за етнички заедници во Македонија, никој никому никогаш не бранел да биде тоа што е. Грев и срамота, историски грев и срамота, ќе биде да кажеме дека во Македонија на некого нешто му е забрането. Епа, чекај. Се е манипулација. Бугари не може да Чистам. биде. Значи, Зашто не може да? Кој им брани на бугарите? Чекаме, пријателju. Абе, еве ти, не бугари. Си за Марсовец. Абе, не. Прашај колку се ти дискриминирано тоа што се изјаснуваш бугарин, Марсовец, Торбеш, Египчанин. Ама А добро, политичка колку се игра, бе, друже мој. Па, значи, не е Послушај така. малку. Ама не е така, Не си во бугари, право. свети Значи, бугари не си во нека право, влезат не у си во устав. право. Тоа е чаршески муабет, го прави институционален Па законски чаршијата е животот, и пријатели, не меѓународни политиката што конвенции. вие ја водите. Ама сега чарши. Таа политика што вие ја водите донесе до кај што донесе. Ја тука дојдам да разговараме. Ама чекај, Рубин, еве, чаршески еве, муабет. вади пиштолите одма. Кој е, еве сега на пример, хипотетички, Да. ја за разлика од вас двајца можем да си го дозволам, тоа вие не може да се декларирате како бугари. Мене утре ми текне и ја викам јас сум од денес бугари. Имаш фаца, имаш фаца. Да? Да, Значи, да. идентитетот е субјективна и проблемите. Добро, мене утре се будам ја и викам шо бе вие Македонија, ја бугарин. Можем ли ја тоа да го направам, бе? Па малце потешко се. Можеш и ти Зашто малку на така со... Чакај бе, така се осеќам ко бугарин. Шо на правиме? папир, еве ја и ти се осеќаме како Ај забрани ми да бидам бугарин. Што ќе ни биде нас ускратено и каде ќе бидеме јас и Агим Бугарот. бугарот дискриминирани, доколку од утре почнеме да се чувствуваме Па како прво нема бугари. бидејќите во балансирано, сега ќе го укинат. Значи немаше право бугари да се вработи по балансир.
И египчани немаше ни Хрват, нема право. Сега Не само зборувам за бугарите. Значи не зборувам само за бугарите. Осо Зборувам за египтяни сите веќе те чашнам после. Сите тие што се останати во преамбулата ги нема тие права, што ги имаат права овие што се споменати во преамбулата. Ради балансирање, ради државно поради запослување. споменувањето и неспоменувањето во Абе Устав. така е преполна администрацијата ни македонци не треба да се Чекай, бе, кои враќаат, права- ни албанци не треба Кои да се права враќаат. бараат мали групи кои што се египтяните, што сакате Па универзитети тоа шајде сакате? не паче ни даноци. Колку души ќе Тоа вработиш ш- таму? вие Ти бизнис ќе правиш од македонци, сопствениот решите, етникум? Сега не- Деска, све што не македонци, не албанци нема да платат Ама данък не, во ти државата. зашо не дискриминираш? Супер. Вие двајца Ама вие еве, договорете што се, чекай, македонци ти си- и албанци, дискриминираш. Друже, ти си египтјанец, така? Да. И ако немаш Или права, нема да во платиш народот, данъци, така кажете, чекай ме, не баш. рипај Чим полека. немаш права, немаш и данъци да платиш Значи, во држава. египтјанин во народот исконски познат како Ѓуптин. Така, Така? секој кажуваме сите прерогативни Чека, работи, ама молим то те. ти така ми викаш, Чекай, ја бе, не си викам ако си така. ти египтјанин, Да. јас барем Да. немам чуено Што? како изгледа твојот јазик. Како изгледа твојата култура. Што си Па направил слабо за читаш, бе, промоција? братко. Сем, Читай ката чекај бе, падате, ти друже мој. албанец ли си? Абе, не, јас Читай сум... ката падате, Не, ја не сум албанец, јас сум Нерви шиптар, мора, оригинал. не. Значи, послушај малку да Нерви завршам. мора, скене ризак читай го, значи не читаш албански автори, не читаш, што ти прави? Пријателju мој, дали ти направи нешто Ти не си бил да во го струга према... во Охрид, да ги видиш Освен, египтчаните, чекај бе, ти го гледаш претила на Стар Скопје. пријателju, рече. Скопје освен нема египтчани, политичка да. манипулација, што направивте вие египтјани? Каква манипулација политичка? Си направивте фино група да бидете признаени како такви, си направивте партија, си направивте ова, Немаме си партија направивте на она. египтчаните. Дај бе да видам бе, на кој јазик збориш? Дај, збориш египетски? Немаме, абе нема тој јазик. Абе не шо, па значи ти си Абе, не поет. значи, не Ти збор, си јас сум- прво јас сум форма. дотоа- Јас сум марсовец. Чекај, бе, не си оправдан. Ја и да правиме Кој јазик група зборат марсовци австриците, се. бе? Кој јазик зборат австриците? Герман. Кој? И што тие се 10 австрици? Кој јазик зборат мексиканците, бе? Абе, го Кој збориш јазик ли бе? зборат бразилците, Абе, го бе? збориш ли бе? Направили една културна манифестација. Чекај, чекај. Јазик и идентитет не е исто. Значи, Чекај бе, јазикот чекај е да не код- вадиме пиштоли сега, слушај. Нема пиштоли. Абе, чекај. Не си управо и доста ги демагогии шириш. Не си управо. Право сум и крај. Демагогии шириш. Чекај, не. Јазикот не. Абе, ај мене, чекај. Ајде мене, не му даде одговор на народов што не гледа. Ало, народе. Сега, зашто Дај, не а ти ти си дискриминираш? народ. Јас сум Ја и народ. пред Ти си малку, народ, сега ти си- ја ги а, кажавме дека сме бугари и сега ти ни викаш нас, него Не, викаш ти дека си албанец. македонец, ти си албанец. Ама сега ти ми правите- кажеш што сме, не Абе, јас правите сум- биетничка биетничка Абе, јас сум држава. марсовец. И тоа ви го кажа Чекай, Европа. јас сум Не марсовец. правите веќе биетничка држава. Тоа ви го кажа Лепото Европа. политички ми Значи, даде читате што убава пише во ескиваж, документите. остај ти документи. Читате што пише во документите. Не може ми да даде правите бајрами и одговор на великдени си прашањето. правите. Вие сте египтјани, така? Јас, да. Во народот познати како ѓупци. Не, како еģупци. Него? Чите го Цепенко. Како Марко. Египти. Како што? Да, Како Еģупци. Египти. Добро, ние Египти. никога за албанци, Египтин- македонци, милиони Чекај. имаме пежоративни Египтин искази. или ѓупти? А зашто бе така да кажуваш? Што става емисија? дозволи. Немој, Не, погрешно. не користи. Погрешно се разбра. Значи, Не или ќе користи. се почитуваме, или ќе се враќаме. Не вреđам, не Немој вреđам. ѓупци, не користи таков Значи, термин, не, викај. Не, Викај пази, египјани. погрешно и јас А може Или ќе и се нов почитуваме, И ја Египет погрешно не може си- да. Ти ми викаш албанец си погрешно време да вредуваш. И јас погрешно се изразив и ти погрешен одговор ми даде. Не, И не, двојцата. одговорот е мој, дали погрешен ти не си Прашањето ми е професор да следно. кажуваш. Прашањето ми е следно. Ај, слушам. Значи, апсолутна почит кон тебе како човек. Но, Што значи прашањето ми е тоа? на Што значи 10-то тоа ниво. како човек, како човек што значи? Како тоа? мој пријател, Секој како човек има свој интелектуалец, идентитет, културен, апсолутно, јазичен, апсолутно. етнички, Се било слагам. како пригодале. Значи тој да го почитуваш. Турците викаат халал олсун. Еве, ја викам Добро, халал почитај. олсун. Ди одговорот не ми го даде на Кој одговор се кажеш? Вака се. Ајде, за јазикот ли? Пушти да зборам. Што? Значи, јас ги познавам малтене сите етникуми во Македонија. Не ги познаваш сите. Ма немој. Ерменци ги познаваш? Како не? Кој се ерменци? Гаро ми е другар. Гарот Тавитијан. Значи, А, и тоа да, многу добар добро. другар. Кандидат професорот Значи, сум направен ги истражувал, сум ги изучил. Словенци познаваш Македонија? Кој ти се словенци? Словенци имам комши. Колку Поточани. имаш? Па тоа е цела фамилија, неколку фамилии се. А египчани кого познаваш? Египчани, бе, тебе Се те мене. познавам. Значи, не ми даде одговор на прашање која поли е, значи ова е Значи, не ги политичар, познаваш сите, да се да ти кажам. Значи, абе, не ми даде одговор, пријателју. Колку има заедници Македонија? Значи, Ете, колку има заедници Македонија? чекај саки, се тепа ме ли ги Не, време колку има заедници? Послушај малко. Значи, прашањето ми е конкретно. Не се само тие и 5-6 дај ми- сум преамбула што се. Пази, Значи, прашањето многу ми е повеќе, конкретно бе. и дај ми конкретен одговор. Ајде. Еве, постои група Египти во Македонија.
Каква група? Етничка група. Така. Заедница е по нашиот устав. Етничка заедница. Само После заедница, Египет. без етничка. Јас за египтите имам нула информации. Браво. За Браво. култура. Па виж дека сум Ама кој поштен, е за ама тоа ти крив? рипаш не ми даш Кој е да за кажеш. тоа крив? Да може ли да зборам, чекам малку? Школскиот систем е крив. за Рубин, тоа. чекай да си Ово искаже. се века. Значи, имам информации нула за вашата. Јазик, традиција, култура и така натаму, сана бана, све тоа што следува. Одлично. Кој е крив? Јас сум крив или ти што не го промовираш? Не, Пример. крив е Еден- школскиот систем. Зашто? Затоа што не ти сам- отвори школи Ете, на за- египетски? Што знаеш ти за власите? Те прашате, власите се упреабдува. немај со власите, Ај кажи ми со- која е историја на власите? Со власите, Сите со знаеме дека шушбуш. они се останали Цел живот не ми створи. остатоци од Римската империја. А пред тоа што биле? Римјани. Пред Римската империја. Не бе со власите. Гледаш дека не Македонци, знаете. да. Значи, не се Фантастично согласите. стојам со власти Ете, што прашам, збориш. Дека јазикот им е во групата на Па не ми даде латински одговор. јазици. На кој јазик Знаеме зборувате вие Дека се египтите? православни. Еве, за египтјаните не знаеме Јазикот која е изгубен, што е религија тоа има. спорно? Изгубен. И кога мексиканците изгубен јазикот, па што? Јазикот не е идентитет, бе човек. Како ти објаснам поинаку? Абе немој да те чуе, некој ќе те Абе, јас сум доктор по етнологија, како, значи, ја тврдам. И секаде тоа, јазикот не е идентитет, јазикот е код за комуникација. Да, Рубин, да, кој ти е заедница. тебе мајчин А јазик? што ти е, значи лепотата ти е Старо идентификација, египетски. така? Не, по на дома. лепота работиме. По дома не, еве со твоите немој така. класифитети. Може, Значи јазик, има, култура, значи, ете ништо кој се традиција, не сана писме. бана. Наш кој ништо не си учат, прво не да ги чајте ништо. Не знаеме кај нас теории на идентитетот, ние имаме кои тези теории од 19 век поврзани Чекай. со јазикот, Ти а се не ги случи кај се. Се навредуваш, добро, се навредуваш на глупости, Не ги ама. учиме Барт, не ги учиме Ериксон, не ги учиме Андерсон, кој што има теории за етницитетот, како тоа се прави. А пак ќе те прашам, австрици, бразилци, еден куп други има заедници, црногорци, сите тие не име јазикот, идентитетот, ме разбираш? Се вака. Рубин, Извини. чесен збор те почитувам, погрешно ме разбираш. Епа, Дај ми еден елемент што те идентификува ете, како извади 10 денари. поинак, Имаш еве ти карти 100 евра. Не, 10 денари извади. Значи, 10 денари, ајде, извади. 10 има- денари имаш? Кај нас, кај Чекай, нас чекай. во Македонија, Која е тамо 10 денарката? Бујно. Се сврти, која е Ајде, ова? Која е ова? Кој е тоа? Ајде, прочитай Ајде да кој е. видим, дај да видим. Ајде, читаме, и што е чекај се. тоа? Што пишува? Ајде, и што е? Сега тоа? ќе видиме, пишува Народна банка Република Северна Не, Македонија. за сликата види. На сликата. За сликата што има објаснување. Не таа, там другата. Имаш На овде, другата страна. Тука малечок некој Ете, тип ти има. не знаеш първо... дај ја да го прочитам. Не Мора знам, да ќе знаеш. сум да ти. Не Ја знаеш имам што е боли- тоа боли сателитката што? диоптери. Ајде, Чекај. моля те. Што е види таа тоа. сателитка тука? Што кој е? Сателитката, која е таа сателитката? Па да, чекай бе, ти ме тераш мене сега ја да мислам дека си му унук на Тутанкамон, па треба да поштоим поради Немаш тоа. да мислиш што се факти и аргументи. Чекај, ти така мун што ти е? А ме ти артефакт бе, чек, археологија ова, артефакт. Ти по археологија нема ти станат таму илирски Не може многу илирски скитни се елементи, па буквите што? да Еве прочитам. ако албанец су Рубин, илир по која е на потекло и 10 што? денаркава? Значи, тоа е сателитката на египетската Божица Изида, кај што наша на храмот, значи ако има храм, има луѓе. На храмот на Изида во Охрид. Храм на Изида Сега ќе имаме... ти кажам во нешто, Херекреја. тек сега ќе се Ама наљути. ти Значи, се види, археологија да Има учиш. еден Да. на На македонски. стоби. Чекај, само едно прашање. Ајде. До сите тројци. На англиски се Ајде, вика нека ви е Господ на помош, native ја. speaker. Значи, тоа е Не е Значи, оригинален на англиски. да ви преведам на македонски, на македонски тоа се вика мајчин јазик, дискриминаторски, пошто не мора само на мајката Добро, јазикот бе, има нека ми татко. каже египетски Значи, кој им е мајчин мене ми јазик. е мајчин јазик, македонски, Шугарија го негира. А ти нели си бугарин преска рече? Па сега се сменив. А. Па имам право и за една емисија. Тоа е да демократија, бе, Тоа човече. се сменив. сега Еве, сум јас Македонија. сега сум Значи, Шпанец. аген тебе ти имам домашен native speaker си албански јазик, така? да. Гега. Тебе? Тој Тоска не збори, Гега збори. Тебе кој ти е мајчин јазик? Рубин? Тоска. Албански јазик. Тоска е Опа лепото, па ти си шипац, бе. Тоска. Па видиш, Па што не кажеш? како е конструиран албански идентитет, може така да се прифати. Меѓутоа ние уште не знам што е смешно, уште од 70 Што години користи за неговата етничка заедница навредлив термин. Тоа е, Лепото, тоа е. еден глас поише, ја кога се кандидирам, гледаш по етничка линија, Чекай, ти моли. гласаш етнички, добро. А како гласите вие, мајке ти? Како гласите вие истото? Кој тоа ние? Па тоа е Египтите, значи, као група,
пак, пази, рипаш кофе феронка, не рипај, не навредувам Кој рипа, никого. бе, јас седам овде. Чекај, пази, никого не навредувам. Дискутираме малку Ама онака чекай сега, по-нормално. тука сме дали за младите да збориме ли за Значи, за Европа, ако нешто? како етничка група имаме Ајде. една гласачка форма и едно Ма гласачки не ме се квантум. гласање со идентитет, што има Па ти врска го почна, гласа. ево. Значи ги прави гласа како секој по своје политичко убедување, што има врска како гласаат. Ја па не Збори добив. без идентитет или за Па гласање. не сега? добив Па одговор. еве ти кој не може да разбереш што Кој е јазикот, традицијата, културата, Абе, вие сте ецетера, се ецетера, од нас ецетера. јазик. Добре, бе, одлучиле така се На декларира. египтяните, И во сега, Македонија. кој си ти, Агим, Лучо, не негираш ни ја право да се декларира. Јас сум Амон Ра, бе, Павло šta ti? Джузепе, чекај. Ја преска му рекол да ме разбра. Јас сум Зевс. Прочита Капитано Джузепе, напиша Да. 48-та книга и тој пишува тот палавра италијански е напишана. Тот палавра албанезе. Тој вика дека албанците го зеле јазикот од староегипетскиот како основа. Бе, Ама нема тој никој те не го чуе, прочита. некој. Па напише да 48 Немој, бре, некој да те Не ми чуе. вора Немој, Палачи, знаеш слушај, која, не. и таа утврди истото. Чекај, стои, Рубин. Скендериза пришта Рубин. исто го тврди истото. Значи, сакаш да кажеш дека албанците вас ви го земале јазикот. Па да, сега такви Па што не ги негирате такви као нас термини. бугари, бе, што не Значи негирате? јазикот не се зема Значи. од никој, нити се асимилира, јазикот е културна придобивка која Јас се засрамив, се повлекувам. А тоа што се срамиш од И тој од проблем. овој момент сум маđар. Абе читај ја книгата, еве ти кажам, читај книги. Тој дал книгици, тоа е од пазар, од бит пазар книги. Читај ја книгата и ќе видиш. Капитано Джузепе авторот. Абе, ја ти дам книги, тебе да читаш, ке се прашаш што си уопште. Значи, не, Со мене ли? не, па Со не е мене баш ли? така. Нема со тие Не е баш книжи, со така. мене, не запрека. Значи, имаме- Што има завршено тие, брат? Што се заврши? Ја, осмолетка ја. Па немаш ти со мене за тоа да се бафташ. Да, Рубин е етнолог. Значи ти не ги знаеш теоретските Да. поставки темели да овој работи, а скокаш, значи немој. Не ги знаеш. Абе, станувам си од, ама да ми си, ја што Чекај, барам стој со се, вас. стој. Па не те Дај дам- пред паузата, само дај, ти дадам ајде, што е подсека. ова? Како го толкуваш ова со еути, што... Па, од Ниско удирал, не знае дека е нуклеарна физика, имам завршено Е, будало. па тоа што Не, 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 ама дај го, значи, Агим, Тоа збори за ти молекули. него го наречо тој Ш Не бе, јас зборот, само поставив просто прашање. он тебе ти врати дека ти Слушај, збори староегипетски. Нас не слуша Значи, народ. Ајде вака. Сакаш Ајде ли вака. Дали да лажам? тоа? Дали лажам наградно прашање од $1.000.000 дека од секогаш да факт е постоела сум како дете сум читал книги и така на тоа пишувало Египтин, меѓутоа тоа доаѓало од Египт. Ја така го прифаќам. микрофона. Чекај се ние за Египчаните ќе збориме за Европа ќе збориме. Па ти си ни боксерска вреке денеска. Што ти кажам? Ама ти врачам А, вече. врачаме, пријателju, Гледаш врачаме. нокдаун преска, Чекај. во нокдаун преска. И сега вака, ако тргнуваме од тоа дека Еģiptin или во народот исправиме, значи не напаѓам, исправиме ако грешам, или во народот наречено Ѓуптин, значи, окей, Абе, го оста прифаќам народот тоа, има за македонците кажи ми култура кој е за вашиот албанците култура јазик, активни, идентитет, култура, традиција, не ми се повикува и на Амон Ра и на Тутанкамон. Зашто не се повикува? Значи, а? На кој сага на тој ќе се повикува. Имаш ли ти некоја дипломатска врска институционална со Египет? Имам. Што вика И со Тони? амбасадори, Ало, со- дечки, што се занашате, вика? Ама Ама не, тие се него, арапи у Египет, не се Дали каде Египет. имаш врска само скока? Стоп, скока, што тука нема врска. лежи зајако. Дали лежи значи зајако, дека вие брат? као Египти по дефолт треба да бидете муслимани? Не. Не? А добро, поголем дел се муслимани. Религијата Добро. е исто личен избор. Зошто? Затоа што ако веќе семката ви е од таму, Добро. Египетска, Ама тоа ние е се ти кажаме муслимани. зида, че те се политеисти кои сме дојели. Не се тоа се знаеш ли че е политеизам? Па и ние која сме Ја, дојдени не, во не писме Литва. се. Е па гледаш, значи ще има врска тоа. што гледаш, значи стварно не писме. Помеѓу политеизам и ислам постои уште една религија 14 века и христијанство. Види сега, морам да бидам Прича ми о томе, сега кон Лукс. тебе провокативен. Кога вие имате право да се повикувате на Скендербет, чија мајка се И на- викала и на- Војсава, и на па и он Пелазги- има право на и на Тутанкамон. Пелазги- Вие се повикувате на Александар Македонски, кој два збора македонски не зборел. Грчки зборел, Грчки не, зборел. не, Елате фили на Миламелниката. Па и Не. па и И- Скендербек мислам дека поише Не, зборел не. српски него што Али зборел. сега овој. македонски филм. Ти мислиш? македонски. Па така и историски бе. Драги слушатели, Јас сум бил он на мисли, гробот добре, на... добре, Јас Шимон сум бил на мисли, гробот добре. на неговиот брат и неговиот татко
Да? на Скендербек, кои се наоѓаат на Света Гора во манастирот Хиландар, кој е Современите јазици кои се оформени на начин и форма какви што се сега? 18-19. 18-19. Што тртомудиш онда Господ знае какви дијалекти збореле, бе, Да, човече. апсолутно, Значи, согласувам. сервирана лажна историја. Еден пример ќе ти дам само. Осовременувањето на јазиците иде со државите, иде со народите, иде со создавањето со на националните нации, ти држави, реков, да. ме рече вамо тамо. И сега таа афирмација, тој commercial, нарече го, преагресивно, значи, инсталирање и промовирање, отиде предалеко. Ти гледа го филмот Мистон. Во филмот Мистон сите зборуваат на кристално чисто современ литературен македонски јазик во амбиент во кој што иди бре, Има- да ти цртам. Србинка која глуми македонка и вика Војводо, Војвода. ние овде дојдовме. Доаѓа Мандана, тој Дојде еден од Манданата. ликовите у Мистон Војвода. вика како впрочем јеботе, он Господ знае на кој дијалект зборели у тоа време. Агим, не ми одговоривте сега за ова со Албанија што не одвои. Да. Што е чарето? Како да излеземе од оваа ситуација? Ние сега се наоѓаме. Дали Просто е, бе. постои ризик е до двајца прашања? Просто е После другаче ќе се мој. искарате после реклама. Не, ќе ти дам одговор одма, зашто од после два- нема ти дам. Значи, си ја сакаат државата. Албанците, косоварите, си ја сакаат својата држава. Токму поради тоа што си ја сакаат својата држава, се конструктивни во делот на односот, пристапот и работата на својата држава. Ние не си ја сакаме државата, ние сме Биафра овде. Добро, и сега прашањето е, дали ова што Албанија почнува пред нас со преговорите, ги отвара ефективно, дали може да доведе до меѓуетнички тензии, односно албанците во Македонија, кои се 25-20%, небитно колку се, не правиме сега тука таква анализа, албанците може да речат, еве, ние ќе одиме во ЕУ без вас, ние сакаме да се присоединиме. Они го кон кажа Албанија. веќе тоа што мислиш? Зашто очекуваш допрва да го кажуваат? Они го кажа тоа, ало дечки, ние немаме намера, немаме време, немаме нерви, немаме енергија да ве чекаме вие македонци да бидете кохерентни, единствени, обединети и да имате еден став, национален став. И како ќе се одрази еве ова сега политички? Ке трла бабалан, ќе останеме гара на Европа овдека. До daljnjeg. Извини, Рубин, не ти дав за овој не знам кој зборно. гостин кој е домашен. Пошто јас сум неписмен, ти си Рубин, прашање до тебе? Ајде, Исто го прашање. Ај, ми го свирна преска. Вика, шо имаш ти од школа, неписмен ме Не, па направи. ти Не че гледа знаеш. физика, ти реков тоа за молекули збори, шо. Рубин, истото прашање. Значи јас го гледам малку пошироко и во една поголем. Како одговара ова чаршиски човек и сега политичар како одговара? Ајде да видиме чашешки да по-прост ме направи. Слушај, го. Ова знаете што, мислам дека овде има некои работи што се многу пошироко за да се гледат како процеси и политички и историски и да не кажам, че ова не е прв пат да Македонија добие Шамар. блокада, ма се овој пат имаме блокада од нашата влада. Значи немаме чак блокада од надвор, имаме внатрешна блокада од нашата влада. Така што одговор на ова прашање се пак треба да даде премиерот и владата да кажат што се планира. Биче очигледно на ова влада не е битна европската агенда. И како не е битно? Па еве ги слушам, значи Мицкоски беше пред недела дена во Брисел и таму се поставува бараме разбирање, да почитува, тоа во цело време му е ова. Муцунски исто го слушам на неколку интервјуа. Што да бара, да не почитува? Дозволи. Значи, Да. значи не зборуваме за почитување, зборуваме за Почита се изнудува, за- почита не се зборуваме- бара. Сега зборуваме за институции, за документи што се институционални. Така, ова почит, мочит, тоа се друга. Муцунски вика, че почекаме да дојде новата влада, да најдеме разбирање, да се промени преговарачката рамка. Значи, ние бараме во суштина да се промени преговарачката рамка, така ли? Да. Некој заклучок да донесеме. Да, на крајот тоа е финалната... И вчера слуша председателката Селјановска во суштина во тој концепт и да имаме нов еден термин билатерализација да се направи на вика на преговарачката рамка. Што очигледно на долг рок ќе се оди и ќе се закочува, мислам легитимно владата си е легитимно има своји политики, ја кажа, меѓутоа ферски е да кажат, излезат дека почитуваат граѓани, ние мислиме дека
преговарачката рамка че да не ја почитуваме, да го раскиниме, пошто ние го изгласавме тој во парламентот, да се донесе во парламент нашиот дека ја отфрлуваме преговарачката рамка. Ферски се каже тоа дека од денеска нема да го почитуваме договорот за соседство и пријателство кој секој со Бугарија, не ни одговара. Значи, има право да може да ги собери во секој гледат, видовме се и пред некој ден пак имаше гласање од двотретинско мнозинство, се ги собери во парламент. Значи ферски е така да знаеме ние каде одиме. Нашите граѓани, што кажа и Агим, се оддавна во Европа, одат, се шетат. Прашање само дали државата се ќе внесеме во Европа. Значи граѓаните се оддавна во Европа. Работат, живеат таму, повеќе од половина од граѓаните од избирачкиот список, скоро половина ни се надвор. Така ли? Рубин, као писмен човек, треба да признаеш една работа. Не е проблем. Едно е теорија, друго е стварност. Ајде да слушнам. Пред да идеме на пауза, попушиме по една цигара. Не пушам. Значи, во теорија сме совршенство, во пракса сме гола вода. Не бе теорија, сосем практично. Ја кажувам нека излезат у парламент. Практично е тоа. Не ја прифачаме преговарачката рамка, така, да се гласува парламент. 600 пати го кажа. така. И шо? Имаме ние право да го раскидиме договор со Бугарија за пријателство, така. Пишува, таму има еден член, го со една изјава обична на министерот за външни работи, од денеска него имаме цела година да се раскине договор за пријателство, да знаеме на што сме. Види, што мислиш за хипокризијата? Рубин, што мислиш за хипокризијата? Ако народот ги изгласа и ова влада смета дека тоа има легитимност, или пак трета работа, Ферски да владата да каже референдум да свика. Ама другата влада нас не заглави во оваа ситуација, предходната влада. Сега тебе па од другата влада, оваа влада без везе нема. Имаше мнозинство, си го исто. Ова е во континуитет 30 години сме гола вода. Што збориш? Па предходната власт не доведе во ваква ситуација. А пред тоа предходната како шушо? Таа ја доведе таа власт во ваква ситуација. Да не доведе, беговме во НАТО. Што мисли за хипокризијата? Дека уствари Европа, ако сака нас да не внесе, да не повлече, за све крив Киро Глигоров на крај вака. За се е крив Круме Берберов, криви сме ние бе што сме живи мајмуни, не знаеме се организираме. Добро? Повторувам, значи криви сме самите што сме живи мајмуни, што не знаеме се организираме здрава држава, која ќе биде здрава, права, функционална, социјална, па после не заболе чошак за Европа. Толку има на цигара. Чега, имаме коментари од слушатели, велат да се смири ситуацијата. Мене ме замолуваат да бидам присутен за паузата. Не може да се физичка пресметка, нема да дојде, станува збор за двајца врвни интелектуалци. Така беа малку по-жестоки од... Шо бе, сега ќе му рипнаме. Ајде, ајде запалиме со кратка пауза за реклами. Прекрасен прв дел од емисијата, се враќаме во вториот дел. Ве молам, продолжите со истото темпо, добро е за гледаност, а ние живееме од гледаност. Што ние сме мајмуни овде што прават забава, Па генерално тоа ние. А те запукаме двојцата тебе, па сега на крај. Добро. Слушај, за бокс меч се плачат боксерите сега, така? Кај може да сте ви која категорија сте супер тешка, супер тешка. Со пердев. Да, ако беше бокс меч ќе поминевме сериозно проблематично. Значи, Рубин, ти ги загатна, нели, елементите за нашата европска интеграција, велиш дека во овој момент сме заглавени и дека единствената политика на владата е промена на преговарачката рамка. Па тоа кажуваат јавно, нели? Сега, сметаш ли ти, ова важи истото и за тебе, сметаш ли дека владата може да успее во своето барање за промена на преговарачката рамка? Може. Ја навијам за ВМРО, отворено кажувам и мислам дека има капацитет и онака како што почнале тврдо, така и треба да останат или да исчезнат осната. Мислам дека на патот на кој што оди Христијан Мисевски е единствениот пат кој ја брани и штити кичмата на македонскиот народ. Јас мислам дека искуство кажа тоа тешко се случило, значи имало поголеми проблеми во Европската унија, пример Словенија со Хрватска, нели? Таму територијално беше прашање. Територијален спор, значи многу потешко го клајме, што вие 3000 души во преамбула. Или пак Србија исто цело време бара промена на преговарачката рамка, нели? Да не се решава. Да, Косово, да. Значи тоа е уште поголем проблем него ние да клајме 3000 души во преамбула, што некој кажува така символично, а не е така. Така што мислам дека според мене Дон Киховска мисија на владата,
пак ќе кажам, легитимно е се бори, добија поддршка од народот, од гласачите, до наредни избори кои ќе бидат, нели легитимно е да се бори за таа мисла. Во суштина и тоа и беше и кампањата дека ќе се даде отпор на преговарачката рамка, поголемо почитување дека натаму и ВМРО нема каде. А дали сметаш дека на крај сепак нема цел Западен Балкан да влезе во пакет и дека се ова е само еден циркус кој ни го приредува ЕУ? Тоа е зихер, ги викаат германците. Тоа е 100%. Се извинувам, Рубин, што те прекинувам, што ќе се случи? Значи, нема нешто што сум кажал дека ќе се случи, а не се случило, колку и да звучи само бендисано. Значи, ние сме резервна варијанта на Блискиот Исток. Како тоа не го сваќате, дека ние сме едно буре барут која е резервна варијанта која ќе сака да го смират Блискиот Исток, геостратешки ќе чепнат повторно на Балканот. Но, има едно огромно но. Сите се свесни дека Европа Балканот го чува мирот на Европа. Ако се замешаат нештата уште еднашка, отиде Европа у 3 пип материни. Значи да се разбереме нешто. Нас ке ни направат повторно една вештачка, колку ќе биде вештачка, не знам, тензија, со една огромна можност за повторен Армагедон на Балканот. И тука ќе почнат мировни преговори, сите ќе се замолчиме, сите ќе играме повторно миротворци, Тиреков ми рече, ќе ни фрлат као на куче една огромна сума кредити да се регионално досоработуваме, достабилизираме и така натаму, и на крај на клоци сите ќе не бутнат заедно во Европа. Тоа ќе се случи во наредните 5-6 години, сигурно. Рубин, се согласуваш со? Не, тоа е и агендата на фон дер Лајен, или се го правиш, до 2030 треба Западен Балкан да влези во полноправно членство, не преговарање, до полноправно членство во Европа. Па тогаш нели ќе влеземе сите до 2030, што се нервираме сега, поглаве пред нас Албанија. Се тепаме во емисија будали. Чим сите ќе влезе, што сега ќе се замараме? Ние па бугарите ќе влегле, па немало да влезат. Тоа е планот на фон дер Лајен, на Урсула. А дали тоа во глобалните сили што моментално Балканот е во, кажам, место кај што содруваат големите интереси на големите сили, нема треба да заборавиме Кина, треба да заборавиме Русија, не треба да заборавиме Соединените американски држави. И тоа е планот на Европската унија со фон дер Лајен, дали тоа ќе успее, не знам. Јас сепак мислам дека ова што се случува и со Бугарија, што го прави притисок од Бугарија и така натаму, позади стојат други сили. Па дури ако се вратиме 2019 година кога Макрон, тогаш ние Албанија ја чекавме, нели, сега ама Албанија да се не сочека да кажува да води. Сега ние бевме тогаш жртва на Албанија, бидејќи Макрон тогаш јасно рече поради Албанија, нели, ги стопираме и Македонија. Некако не играат како ненормални да се. Ама сме ненормални. Зашто као ненормални? Овие ги чекаат, па сега овие сами ќе ги пуштиме, па после кога ќе ги заглават нив, ќе речат ај сега овие ќе ги пуштиме и што е сега? Што ти си новинар? Тоа е геополитика. Така е. Сад га видиш, сад га не видиш. Интереси се. Мене воопшто не ме секира Европа. Европа, ама совршено не ме секира. Утре за утре сакам да идем у Германија, ќе идем у Германија, пашаш виза, па ова, па. Ама добре, електронска е. Мене ме секира внатрешната ситуација. Ние сме внатре трули до даска. Значи Македонијо, земја ово која што сум роден, која ја сакам, ти си у моментов Биафра. Јавно го изјавувам ова. Јас ја сакам Македонија, јас сум спремен да штитам и бранам Македонија, сум спремен да дадам се што е во моја можност. Еден нас слушател вели, најголем доказ дека сите во пакет ќе влеземе во ЕУ е Црна Гора. Вика, што е проблемот во таа земја? А еве, заглавени се во преговорите. Не се заглавени во преговорите, него во капиталот на русите во Европа. Оние купија пола Црна Гора, што збориш бе? Купена. Пола 90% од крајбрежјето руси го Абрамовиќ купи тамо и коте и моте. Сите им се седнати. Добро и во Албанија ме се. Молим те, сите им се седнати у скут на русите у Црна Гора. Кој е тука будала? Иначе Црна Гора требаше уште пред 15-20 години да влезе во Европа, онака малецка 500-600 илјади становника. Има се што и треба, има море, има туризам, има планина, река, вода, земја. Ама има и руски капитал.
И значи, it's all about money. Сите војни на светот, сите геополитики се креираат врз основа на бизнис, пари, money, интереси. Значи, it's all about money. Па дури војната во Украина. Кој стои за себе? Стои Британија, која не сака стабилна Европа. Стојат тили кои што ние не можеме ни да предпоставиме какви зврчки прават од економски интерес. Од економски интерес. Кај бе Британија стои сега за војната? Ало, дечко, немој да те чуе некои британците се, енглезите се уствари најголемиот не чурук манипулант, него енглезите се уствари, ма дај збори со некој по упатен ки ти каже. Значи, кој дозволи? Они го натераа Путин да отиде да влезе да окупира земја. Не, него они, кога видоа дека Путин со својот газ ја стави цела Европа у скут, рекоа, чекај, не може така, ало, губиме наши интереси, губиме наши пари. Значи, it's all about money. Не постои на светов војна зад која не стои економија. Ние овде, знаеш што сме ние? Значи, ние сме небитни. Немаме море, немаме индустрија, немаме ништо, немаме ни мозак на крајот на краиштата. И значи, ние сме овдека, слушај, дечки, сејте вие, сега, да видиме со другиве што ќе правиме, па за вас лесно крај ќе ве сместиме у некој чуше. Па да ти јебе матер. Ајде, чао. Еве сега за тоа колку сме ние небитни, значи цел Западен Балкан, значи тука ги ставаме Албанија, Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово, значи и Хрватска и Словенија да ги ставиме во нашава група, кои се дел од Европската унија, нели сите. Цела поранешна СФРЈ плюс Албанија и Косово да ги ставиш, имаме, значи, тројно помал БДП, помал обрт на пари од Северна Рајна Вестфалија. Регион во Германија. Еден од 16 региони во Германија. Имаме двојно помало БДП, поише 2,5 пати од Баден Вуртенбург, Берг, како се вика, и од Баварија. А види од Луксембург колку имаме? Многу, за Луксембург да не разговараме. Сега, ние понекогаш сме убедени во нашата битност, сите комплет тука да не собереш, а ние сме човече, како да ви објаснам, Каже, онака како што ја го кажувам, ние сме стока. К на бициклу. Значи... Што е тоа К на бициклу? Па да не ме кажнат сега. Да ти чуем. Страф ми е. Курац на бициклу. Сега, ти се извинуваме за радиодифузија. А мене К на бициклу е. Токму затоа ние треба што побрзо да се интегрираме во Европската унија, да ги заборавиме овие гордости, почитувања, респект, идентитет дека натамо, а да што тоа никој не го интересира. Ете ја преска, што вчера дојдов од Словачка, бев таму вчера во Братислава. Ако го земе пример чеси и словаци, значи нивната разлика е многу помалку кога кажеме читаше исполнено во Западен Балкан, па дури и со Бугарија. Така ли? Кого го интересира меѓу чеси и словаци идентитет, култура, оспорување, јазикот, кој што јазикот е 99% Тоа се земи со традиции. Ама ако сега дојме на која традиција имаме ние овдека? Значи, има и тие проблеми, најубава компарација за тоа која традиција имаме ние и која оставштина има еден виц. Значи, збореле германецот, збореле англичанецот и македонецот кој каква традиција има. Германецот вика Гутенберг, вика ние сме направиле машина за куцање, ти рековме че штампа. Енглезов станува вика нашата кралица, молим те, ние ова, ние она, лево, десно. Станува нашиот со шо се пофали, вика мојот прадедо на Турчин му има изгризано, вика уво, вика. Тоа е разлика квалитетот на традициите. Остај ти сеаш Словачка и Чешка, таа бохемија натаму, кога носела традиција дворови, култура, кнежевства, царевства, ти реков ми рече, која постоела ко таква, ние овдека сме биле још на грани сме били, друже мој. Не, така се. Вие еве сте го имале Скендербек. Србите го имале цар Душан. Ние сме имале кнежество, ние крале Марко сме го имале. Значи, ако говориме за среден век, не е точно. Сме правиле комбинации. Војни,
се е тоа врзано за традиција на воинственост, војсковоđи и на нешто што подразбирало војна и што подразбирало сила. Александар Македонски. Па пред појавата Чекај, на ајде биди капитализмот, искрен, еве, ти си единствен македонец. начин за Чекај. прајање пари било војна се. Значи, ова што Јочо, кажа ви- Агим не е то, што среден век ние биле многу поназад него што била Византија, да кажеме. Ние сме биле колевка на цивилизацијата биле поделени тогаш. во грофови, да се знаело таков еден А наши балканизам. ушо биле у Не, кметовини. ние Византија дуго си беше. Така што не се Дали тоа сме ние така византи по оставштина, истористички. ти си етнолог. Не се така Дали сме ние по историските факти. оставштина византи? Па ние храната имаме- ни е па византиска. ние имаме во секоја црква, видиш, имаме И вас и византиско, нас. да. Значи да се Значи рече. ние не можеме да кој рече вие? Кои тоа вие имаме византски оставштини, Па цел Балкан има христијански, кои што се уствари према Кога по било Византија немало ислам, значи фрескописанието. кој имало Византија немало ислам. Значи Чекај, да сите те биле прашам, тоа Аги, христијани. вие албанците значи. имате рецепт полнети пиперки? Правите? По дома? Прават. И крстен ли си бе? Да. Какво прашање? Правите. И значи, кажи, чекај. од кога се пиперките? Сите што имаат полнети пиперки, тоа е византиска Не, кујна. не, тоа што пиперките да доаѓа после Кристофер Колумбо, кој откри Америка. Абе, немој Но тогаш некој немало да те пиперки, чуе, немој некој да те чуе. Све е Пиперката тоа од Америка. медитеранска храна. Не, пиперката Се што е е врзано од за Америка зеленчук. е дојде, не. Све што е врзано за зеленчук, Мусака, пикантерии, гиро, груди, тонер, тоа се е византиско. Ало, дечко, ти овде имаш, ти си бил сточар овде. Што си јадел? Си јадел кајмак, си јадел месо, си јадел заклано јагне, вол, онако се тресе, си јадел мрсно. Значи, ако се Значи, ти вратиме си бил сега на Мораве, чобан. Бохемија, А друго е тие тамо што полнеле пиперки, имале мируди, имале зеленчук, ово ше ти реков ми рече. Ние не признаваме дека сме биле секоја сточари овде. Па чекај се. Ако зборуваме за Зашо Бохемија бегаме и од вистина? Моравија, значи прво тамо писменост е onda се Кирил и Методи, така што ако зборуваме се за таква работа, значи необратно стојат фактите, не стојат. Ние сме ги описмени, у луѓе Да, Кој тоа вие сте ги описмениле? Од Балканот Ние да од кажеме, Балканот, од сите Балканот, комплет. да. Дај ми еднашка некој Византија, да ете, спомнал Византија. Кирил и Методи дека биле македонци. Ето Не, вака Византија писание. зборуваме, Точка за ете. тебе, ти си етно. Византија има кажано. Признај, бе. Владимир Путин има кажано дека Кирил и Методи се македонци. Дај затвори Не е емисија. историја. Не Ајде, сега ти кажувам. Не е човек, историчен. Бугарија нели ноти му праќаше Политички, на човекот. политички, не е историчен. не е Бапни му историчен. една да не му бапнам ја. Значи, Значи, ја ти кажам. Тоа Ти од против искуство на Путинке, бабка ја кажеш. Ало, знаеш какви ракети има? Дај, Лута дај. тој. Немој против. Ама да, значи треба Направивме поставиме од работа емисија малку по каша да, попара, малку али по-сериозно, да. направивме каша попара од емисијата, али факт е едно. Рубин Земон и мене па хочеш на малку мораме. Ај, искарајте си да Па затвараме. не да. ми даде одговор. Дали Ја не египтјанската сум када судница, па ти се ми спрашуваш. дали Па го си. Сдруженијето на Ако сум египтјаните, дали Сдруженијето на египтјаните као заедница. Сдружени или заедница, зашто? Еден елемент покажа во јавноста, во кој што ја промовираат јазикот, културата, традицијата и така натаму на египтјаните. Значи, јас сега Или само мутите политички, па што чарам, Ќе чарам. организираме некој семинар, предавање за етнокултурата ги ќе дојдеш, зашто не е тоа за кажам кога со една-две работи, ќе дојдеш, ќе слушаш семинар еден, Ако за два, 30 години не сте организирали, са ли организирани, само ти не си присуствувал. Па не Има- сте канеле. Има и на YouTube, имаш ни пуштам линк кој слуша. А чекај се, колку И години на албански египтјаните се јазик во имаме. Македонија? Колку години во Македонија? Да, овде на оваа територија. Чим се од Египет Од 3000 Македонија години или пред на Христа Балканот, ево. зборуваш? На Балканот е цел. Значи, ја ви покажав се таму археологија. Добро. Тоа се артефакти. Колку години? Значи, доаѓањето на египтјаните во Балканот се поврзува со колонизацијата на Рамзес II. Тоа која година? Пред 6000 години, 5 колку? Тоа е некаде 12.200 пред нашата ера. И значи пред 4 Пред Хомер, да. пред Хомер. Е сега види. Знае, се ова ми личи слуши. ко на србите, постале су Не. срби па су дошле амебе. слушай, Еве така значи, испаѓа поело. слушай се. пелагите што кажува Сега албанци, мора- пелаги се црни луѓе. Мора Тоа се мора пелагите, што мора кажува. сега ја и ти да Да. се повлечеме тука. Да. Зошто? Зошто? Затоа што и албанците и македонците генерално што не спојува нас, може да ова е Лепота. не, едино нешто што не спојува, ние сме индоевропски народи. И вие и Добро. ние. Тоа се преселбите кои по крајот на леденото Од доба. Кавказ. Не, Caucasian, бели.
Значи, Кауказија. ние сме дојдени тука како дел на индоевропејците кои доаѓале навака. Сите се, и французи, и англичани, германци, После гласијација. швеđани, Не се. финци, сите тие. Виж, јас Не, сум како финците француз не убав, се. имам некој ген, да. Сега, пошто ние сме индоевропски народ, ова што го зборува Рубин е пред индоевропски народ. Семитохамидски. Значи, вие сте пред нас тука. Семитохамидски. Па тоа значи дека вие сте уствари тука староседелци, Не, а тоа ние би- сме дошляци. Па добро, и индијанците во Америка се задолжени, па кој ги прашува? Ја Сини земјо голтиме. Рубин Значи- Земон, дали ја требаше во претходните 30, па имам 60 години и 2. Третата ја шетам. Значи, 30 години живее во бившиот систем, 30 години во новиот систем, 50-50. Во новиот систем, Поише Дозна- пари направил новиот систем, мора да признаеш. Добро, дека праша се сака. Што ќе праша? Шути да не те разберам. Пошто цело време часови Значи, оде му да. држам, сака да научише човекот. што ќе ми држиш часови, ја тачно знам која чарапа Значи на која тој нога систем што иде. се учил и Меѓутоа, поготово после југословенскиот образование. никад никој не катастрофа е. спомнал Египти. Како не спомнал, ти не си читал, значи ние не учиме историја како што треба да учиме историја. Аха. Не сега ме брам се во Бугарија, меѓутоа ние мало со историските извори, Ние дошлјаците не треба толку да се опуштаме. мало се Слушаш, скајаме. Кој ние дошлеци, бе? Па вие и ние Ти не си сме- дошлец од кавалерци тамо селјак си и ти дошол у си, Скопје. и ти си. Значи не е битно Од денеска, шарпланинските села. значи јас не го користам тој термин дошла се староседелци, тоа е за од 19 век се тоа тези. Значи не е битно кој е постар, кој е понов, битно е тука живееш, тука плачеш даноци. И секој човек си има своја култура, и и како група има своја култура како индивидуа. И таа култура треба да се почитува. Тоа е мултикултурализмот. во Рубин суштина. Земон, пред да затвориме Ама чекај се, емисијава. ги ми односи Ја цело може време. сега да кажам те деум домине илумине мие тио меа, на добро, латински се па вика. добро, не е тоа. Значи, ако сум неписан, знам и нека Ајде, език. урби е торби, уште едно прашање. Урби, торби, бујрум. Да. Уште едно прашање. Ја уште едно Боско? наградно прашање. Да. Одговор е у боци. Ова имаше шајте, квиз. да завршиме несериозна Имаше емисија која квиз, што ја одговор е у тераме. боци. Пошто, да. Да. Значи, наградното прашање е, ќе не биде или нема да не биде? По твое. Ќе биде ли Македонија? Ќе биде ли убаво Македонија? прашање, Мене ме беше да се зауставljаат на постави улица на луѓе почеток. и го гледам, тип ми доаѓа, ти си многу паметен човек, ми вика, и јас се гледам, не може да веруем, од кај ја паметен, мислам. Јас за себе немам многу Кажеш. високо мислење, а луѓето имаат чудна работа, мајка. И вика, Ти као син му на чифлиганец имал изјава, вика, мене животна филозофија ми е да се обкружувам со попаметни од мене. И некој доле му искоментирал, леле, кој знае колка од друштво. да. И ми вика човек, абе, ќе не биде ли? И сега ја, пошто знам дека ќе не биде, дали може да имам привилегија една минута само да елаборираме на теза. Ајде. Значи, зошто ние у пакет сите на крај ќе завршиме во Европа? Имаме два амбиента. Едниот амбиент е оној национал-романтистичко, Од 19 век. добро. значи, оперативно агенди на големи држави. Имаме агенда, имаме проект голема Албанија, проект голема Србија, проект големо Мегали идеи. мегали идеи, голем качаник, ти реков ми рече. Арно, ама, паралелно со тоа имаме и евроинтегративни процеси, преговори, договори, учество во некакви алијанси, НАТО, ти реков ми рече. Че имаме парадокси кои се судираат еден со друг. Што ви кажува тоа? Тоа ви кажува дека нас не престои уште еден, колку ќе биде долг тој период, не знам, меѓутоа процес на усогласување што и како ќе биде правезот во кој цел Балкан ќе оди, не само Македонија. Балкан е толку проклет, што не може еден да штрчи, останатите да бидат вакви и такви. Нема штрчење. Балкан е или еднаков, или има гарантирана војна. На бугарите и на грците им дадоа да штрчат, па гледај као не малтретираат. Ма молим те, што значи, нас ни престои моје убедување. Еден период на повторна приказна на микроинтегрирање, на микросоработки, на создавање на зборам регионално-балкански. Значи на регионално-балкански соработки кои ќе доведат до едно ниво на кое што е сакале некиле ќе мораме да ги отвараме границите, да функционираме како една целина, да функционираме регионално како една целина која што заслужува некаков респект по однос на работа,
спроведување на закони, правила, прописи, функционалност на терен и така натаму. Што значи, јас сум свесен дека сум и безобразен, и некултурен, и вулгарен, меѓутоа нема друга алтернативна чаирска фраза за еднешто. Значи, ние еден ден сите на купче ќе влеземе во Европа. Во меѓувреме, се, тоа е она чаирското, свирање курцу. Океј, си злоупотребува термини, јагим, али тоа е тоа. Ова беше повеќе од 3 пати по минута веќе. Сега, Рубин, ја имам прашање за тебе. Ти елаборираше дека ние имаме проблем со бугарите устав кој мора да го решиме. Но, сега, има едно обратно прашање, ова е еден универзитетски професор, да не го откривам идентитетот, сега ќе ти го кажам после. Има прашање за тебе. Дали Бугарија пред да влезе во Европската унија потпиша документ со кој кажува дека нема нерешени проблеми со соседите. При интеграцијата на Бугарија. Како документ нема. Па има таков документ, секоја држава пред да влезе во ЕУ, потпишува дека ја немам проблем со никој сосед. Па немаше тоа со проблем, што проблем? Па кога произлезе? Што е разликата? Тогаш беа бугарите устав. Значи, тогаш беше Костов, така ли беше премиер на Бугарија, потпиша со Лјупчо Георгиевски договор за добро соседство. И си го имаше, да имаше проблем. Ние сме го раскинале тој договор. Па добро, ма тоа кога влегуваше Бугарија во ЕУ, го имаше тој документ. Ама не. Значи, ја не сум вака Бугарија. Ние немаме, не е тргната работата надолу во изминатите години. Па не. Ме разбираш? Ние потпишавме се со Бугарија договор за добро соседство и имаме документ дека има добри односи со. Па зошто сега, откаде сега ова, тогаш кога влегувале у ЕУ немале проблем? Многу ти е едноставен одговорот. Многу ти е едноставен, пази, тоа не кажува за Бугарија, тоа кажува за хипокризијата на Европа, која дозволува се во ова да се случува. Jer Европа да не е хипокритична кон нас, она ќе каже, дечки, немате право на вето, дечки, немате право да се заебавате со Македонија, дечки, немате право ово, немате право она, затоа што сте потпишале дека немате никакви проблеми. Самата дозвола, премолченоста на Европската унија, да, после свадба има тапани, е уствари, ќе кажува кој Декамерон. Кога тоа подпиша Иван Костов со Лјупчо Георгиевски, тоа беше 98-9 година, така? Ние направивме 2001 друг устав. Ние тоа ќе го променивме тој уставниот концепт што го имаше, а Бугарија вече ги почна преговорите и Не, ама тоа е пред да влезеш подпишуваш. Бугарија кога влегува. Не. Бугарија Костов и Георгиевски кога подпиша договор? Моментот кога Бугарија влегува во ЕУ. Кога влегува? 2000 година ги почна. Не ми текне. 2000 ги почна преговорите. Ама која година влезе? 2005-та, 2006-та мисля, 7-та не беше. Во моментот кога Бугарија влегува во ЕУ, тоа го влегува пред да влегува го потпишува тоа. Па тоа што ние не оспоривме нешто со Бугарија? Па ни тие не оспорија. Што е различно денес споредбено со 2006-та во ни тогаш беа бугарите устав, ни сега се бугарите. Ама не за Бугарите нивото на размислување. Чекај, не Македонија, на табла беше Бугарија. Значи, ама со соседите она вика немам проблем. Па тоа зашто Лјупчо Георгиевски тоа се откажа македонското малцинство? 90-та година, тоа е проблемот. Тоа Лјупчо се откажа со договорот. Абе, луѓе, повторно ве враќам на Лјупчо тоа ќе му признае Бугарија немаш проблем со Македонија. А ние до 2007 не реагиравме ништо на тоа. Што реагиравме ние на тоа до 2007? Ние не требаше, пази, тоа се тоа се тие геоигри. Ете за ова, за повторувам, вратите го нивото на размислување на повисоко ниво. Тоа не кажува ништо за бугарите, тоа кажува за Европа како механизам. Тоа покажува за Европа како механизам, како политика, како инсталирање на нешто што долгорочно ќе купува време. Значи, Европа не е спремна да се проширува, како тоа не ви е јасно. Пошто не е спремна да се проширува на незе, не и требаат уште фукари во Европа, која што има без друго своји проблеми. Фукари држави кои што е Босна, Македонија, Косово, Албанија, лево десно, се небитни затоа што се тоа само товар. Ама има друга. И што ќе правиме, ќе купуваме време и ќе подлажуваме момата дека ќе и правиме нешто вечерва, она да се спрема, да се фирса, да се разубавува. И ние тоа го правиме цело време. Знаеш, повторно ќе бидам прост, кој што па и милувам да бидам на крајот на краиштата. Цело време Европа ни пушта вода под газ. Сваќате или не? Крај, енде, заврши емисија. Не, тоа што ние најголемите
имаме во Европа, имаме во Германија, вие, најголеми, нашата кој вие, економија, Кој ви е? Ама чекај, знаеш Значи, знаеш ние про- Македонија зборам, не ние и вие. Значи, Македонија е полураспадната, да не Абе, добро, сега за економија зборувам јас. Значи, ние економски нашата реалност зависиме... е тотален распад. Чекај, значи ние економски прво зависиме од Европа. Демографски, нашата најголема диаспора моментално е во Европа. Така ли? Значи ние сме цивилизацијски со поврзани таму, ние не Се можеме да... усреди Како се се не ти диаспора. со Тутанкамон си цивилизацијски поврзан? Стварно бе, од кај ти Тутанкамон сега Македонија стана? Сега у Европа ти. Ај завршете, сето нема, не, Што е чекај, дозволи. Значи прво двајцата Се се многу шегуваме. недемократични. Од Рамзес четврти Ја го стана оставам Агим, Каолин, не го па прекидувам, кај збори го. 5 минути демагогија и шири, не го прекидувам. Ја 3 збора кажам, ме прекидувате одма. Збори имаш уште. Кјути ме Агим. Не ќутам бе. Збор да не си кажал. Не Ајде ќутам. Рубин, завршуваме со емисијата. Каков треба да биде нашиот однос кон Европа? Што треба ние да направиме? Колку прста да се Треба да сме отвориме ние. за да Еве, ти што влеземе? ќе Треба кажеш да- поп, што ќе отпее тоа е. Ај. Ама чекайте бе, че сад ли да зборам или че... Те оставаме. А не може да збориш, ние сме газди овде. Кјути ме, Кажи, ајде. ајде. Кјути ме, Па збори. гази сте, јас сум гостин, точно. Чуti, Ви ајде. викавте да ме слушате, јас да ме Ајде. слушам. Кјути Ја Агим. ме слушам Ајде, преку... ајде. ова. Рубин, имаш на крај крајно обраќање. Значи ние треба ја мислам како Нацијата. Ја зборувам како институција, како држава, како народ, како индивидуи. Ние како држава сега треба да бидеме коректни, пак ќе кажам, према Европската унија. Ќе ја почитуваме нашата рамка или не ја почитуваме? Многу едноставно. Ако ние сме зели обврска, дека и така беше кој беше Маричич, во рок од година и Ковачевски, во рок од година и пол, то требаше уште лани да ја завршиме таа работа, до задача ќе ги внесиме, ќе правиме корекции во преамбулата и веднаш чим направиме промена на преамбулата, ние продолжуваме се преговорите, јасно. Пошто ние ги почнавме преговорите, ние не сме ги да ги продолжиме, че тие се почнати. Ако не сакаме да ги продолжиме преговорите, фер и коректно е, во парламент ќе донесеме една одлука, не сакаме повеќе во Европската унија, што е исто легитимно на ова, па ќе кажа на влада, ќе известиме Бугарија дека не сакаме да го почитуваме повеќе да го раскинуваме да го добрососедство и тоа институционално, значи биме фер према Европа. Па Боже мој, има и други земји, Норвешка, Швајцарија. Дали била Европа фер кон нас, Дозволи. Што ќе јадеме? Норвешка, Швајцарија, Британија, че тие не се во Европска унија, че може да ние пак да имаме односи, не е само Европска унија, има и она европската, како се вика, Економска економска, што да име по таа рамка, значи ајде да решиме ние што вика Агим, да ние да тоа што сакаме. Абе чурук сме од унутра, не Чекайте се, можеме сами. ние бараме да влеземе во тој клуб, така во Европската унија. Да. Ние наше барање е тоа. За да влеземе тамо има критериуми и стандарди. Не е во право селјан што кажува како прашање критериуми ги исполнуваме, не сме ги исполнува. Токму ова со преамбулата, тоа е од копенхашките критериуми. Ние треба да смениме поради тоа преамбулата, поради копенхашките критериуми. А сега ние што тоа го спинуваме на друг начин, тоа е друго прашање. Меѓутоа, дали ние стварно сакаме или нечеме, треба да си го решиме. Сега во парламент ќе има јавни дебати, во медиуми сакаме нечеме. Пошто јас сега моментално садо не знам каде ова влада не води сега. Дали одиме европска агенда или немаме европска агенда? Тоа е и према нас коректни, и према Европската унија сме сите коректни. Легитимно е било што да каже влада, пошто има легитимитет. Многу класичен политички одговор даде. Па не, тој е реален. Значи, а тоа е... Политичар е бе, што ти? Чекај бе, друже, од вакви Па како политичари одговор да дојдовме ти до кај даде? што дојдовме бе. Кажи бе конкретно ќе не ние биде кога бевме на власт влеговме во НАТО, донесовме на прекрасна стратегија за едно општество што Абе, у нас единствено на во Европа. клоците внесува бе, имаше войска. А, Не не е битно, отварај влеговме во уста. НАТО. Не Влеговме ми во отварај НАТО. уста. На клоци со У глава, НАТО на влеговме. ноци со задник, влеговме во НАТО. На клоци не Влеговме. ставија. Имавме војска која имаше скинати гаки бе, пријателју. Ама не е Албанија како битно, влеговме во влезе? НАТО. Албанија влезе во Европа, во НАТО. Ако ме слушавме вас, со ни во НАТО не растурени- немаше да влеземе. Значи влеговме во НАТО и готово се. И што Завршено. сега? Па како што се? Безбедносно сме многу посигурни него. Што сме исто е, што прето Мислиш кој ли? ќе нападнеш. па да Ја не се излеземе- чувствувам, па да излеземе ја од НАТО. исто безбедно се па чувствувам, супер. би се ја и Ајде тоа. во парламент имат готетини исто, сменете го. Не, ќе ти искочиме од НАТО, ватете го јас сум името, атлантист напишете познат, писмо ама. до Обединените нации дека не го почитува повеќе през Паски. Ама зашо лажете дека сега сме побезбедни Не се од кажа тоа? се НАТО и тоа е супер че Јас сум голем атлантист и верувам, јас сум голем атлантист излеземе од НАТО. и верувам во идеите на НАТО целосно. одлично. Јас сум среќен па што зашто сме во кажете НАТО. дека не Ама џабе во НАТО класична сме? лага е дека сега сме побезбедни од Не, претходно. безбедни. Тоа ти го кажувам. Не, безбедни. Ние треба да бидеме у НАТО, не викам не. Што значи Безбедни сме. безбедни?
Па војна да не ни почне. Кој да ти почне војна? Од страна Можете некој да голте нападне. кој сака, каква војна ти нема војна. Со Две- два Има, хеликоптери ќе носи. Абе, која војна бе? Значи, Куба? се никад, не е така, не. Со кого Се биде Македонија може 2001 војна да се дое ќе запали, не не е лапне така. кој сака Шо? како 2001 сака. Па Веднаш се сега ако направи. имаш Свесни ли конфликт сте, бе, од луѓе? 2001 НАТО не може да го спречи. Нема, кој ќе те нападне така? Па и 2001 нас не е нападна држава, ние имавме внатрешна граѓанска војна. Мислиш? Па не мислам, така е не се историја, согласувам. така вика, Не така се викаат согласувам. факти, рамковен Не се договор согласувам. вика така, Не ние се сме немале согласувам. проблем со друга Абе, јас си држава. одам од емисија, Не се каква држава согласувам. такви емисионери, ева. Не се Да, ме согласувам. послушајте малку, бе, луѓе, ние сме нула. Па Нула, добро сме значи, и што сега? Е, Да па- останеме нула. А? Треба да одиме напред, да одиме војне, да останеме во нула. Ќе одиме, еве ја ви дам збор да ќе Нула, идеме. нула, Ајде, сме ајде, нула. гаси емисија. Не нула, во минус сме. Не нула, минус Почитувани сме. слушатели, Падиме од висока тука острова. негде е крајот на оваа емисија. Работата е како од нула да станеме фаза.